Добре дојдовте во урбаните вести. Денеска се прославува еден од најголемите христијански празници, Успение или Воскресение на Пресвета Богородица, меѓународно позната како Голема Богородица. Традиционално, како и секоја година, верниците го прославуваат празникот Голема Богородица. Прва Скопска на православните верници им го честита денешниот празник. Останете со нас, следуваат урбаните вести. Од 60 до 120.000 денари одштета доколку ве касне улично куче. За 6 месеци во Скопје се продадени само 3 електрични автомобили. Ке се реконструира школка во градскиот парк. Православните христијани денеска го слават празникот Успение на Пресвета Богородица. Уличните кучиња продолжуваат да ги напаѓаат луѓето. Речиси секојдневно во полициските станици има пријави од граѓани кои биле каснати од улично куче. Од 2016 година до денес активни се 144 судски предмети на граѓани поради напади од улични кучиња, а износот на штетата која плаќа градот или јавните предпријатија на граѓанинот се движи од 60.000 до 120.000 денари. Граѓани каснати од улични кучиња, вакви пријави речиси секојдневно има во полициските билтени. Раководството на градот Скопје најавуваше нова стратегија. Залови, третира и стерилизира и врати на местото од каде што е уловено, како и проширување и реновирање на единствениот стационар во Скопје. Во градот секојдневно се појавуваат и нови улични кучиња кои се продуцираат од луѓето, односно малите кутренца од домашните кучиња се оставаат на улица. За таа цел завршена е јавна набавка на 300.000 чипови за домашни миленици, чија цел е да се направи регистар на домашни миленици и при тоа да не може кучињата да завршуваат на улица, кои стануваат агресивни и ги напаѓаат луѓето. Микрочипот ќе ги содржи информациите за сопственикот на животното и состојбата со примените вакцини. Во моментов се склучуваат договорите со ветеринарните друштва што треба да ги аплицираат микрочиповите, пошто ќе следи нивно распоредување кај сопствениците на домашните миленичиња. Од градот Скопје за Прва Скопска информираат дека според евиденцијата на град Скопје, од 2016 година до денес активни се 144 судски предмети на граѓани поради напади од нерегистрирани кучиња и кучиња скитници. И во принцип секогаш се утужуваат и градот и јавното предпријатие, од кои 97 предмети се во прв степен пред Основен суд Скопје 2, а 47 предмети се во жалбена постапка пред Апелациониот суд Скопје. Некои пресуди се солидарни за двата субјекта, некои се за јавното предпријатие, а во некои се задолжува само град Скопје да ја исплати пресудената штета. Износот на одштетата во пресудите изнесува помеѓу 60.000 и 120.000 денари, во зависност од обемот на настанатата штета и доказните материјали. Согласно законот, граѓаните може да побараат одштета од единиците на локалните самоуправи или од јавните предпријатија, доколку им е делегирана дејноста, само во услови кога се нападнати од бездомно куче, додека во друг случај, доколку бидат каснати од куче кој има собственик, одштетата се побарува од собственикот. Градоначалникот Шилего во еден наврат кажа дека во услови кога немале возило за заловување кучиња и истото го набавиле, до 31 јули вкупно заловени и истретирани биле 692 кучиња скитници. Град Скопје исклучително многу вложува во хуманиот третман на кучињата скитници и со третирањето во стационарот Вардариште. Значително е подобрен ефектот за намалување на агресивните кучиња на улиците и заштитата на здравјето на граѓаните, а од друга страна обезбедени се стандарди за бездомните животни пропишани со законската регулатива. Информираат од град Скопје за Прва Скопска. Во светски рамки производството на електромобилите зазема се поголем замав. Во Европа минатата година најголема продажба на електромобили имаше во Германија, додека во Македонија сликата е многу поразлична. Интересот за купување електрични автомобили е многу мал. Од вкупно 1755 продадени нови возила за првите 6 месеци од годинава, само 3 се електромобили, а 27 хибриди.
Автомобилската индустрија во светот се повеќе се насочува кон производство на електрични автомобили, бидејќи се зголемува интересот кај потрошувачите. Според податоците на Меѓународната агенција за енергетика, минатата година бројот на електрични превозни средства на светско ниво пораснал на рекордни 3,1 милион возила, а се предвидува доколку амбициите на автомобилската индустрија раснат до 2030 година да има од 125 до 220 милиони електрични возила во светот. Во Европа минатата година најголема продажба на електромобили имаше во Германија, додека во Македонија сликата е многу поразлична. Интересот за купување на електрични автомобили е многу мал. Според нецелосните податоци, од вкупно 1755 продадени нови возила за првите 6 месеци од годинава, само 3 се електромобили, а 27 хибриди. Иницијатива за поставување полначи за овој тип автомобили веќе реализира Ева на Македонија, која во неколку општини има поставено вакви уреди. Целта е да се поттикне користењето на електричен погон, што ќе придонесе за заштита на животната средина. Најголемата продажба на сите видови автомобили е во Скопје. До сега се поставени околу 5 полначи за електромобили на јавните паркинзи, но надлежните најавуваат дека во следниот период ќе бидат поставени 17 полначи на различни локации низ градот. Експертите велат дека потребно е да се стимулираат граѓаните да купуваат електрични автомобили, но и да се развива мрежата за полнење. Првото возило на електричен мотор во Македонија на пазарот беше продадено 2015 и чинело 26.000 евра. Во моментов на улиците во земјава се возат околу 80 електромобили на електрична енергија, од кои 47 во Скопје, а ако се додадат и хибридните возила, тогаш бројката изнесува 200 возила. За да се зголеми бројот на електрични возила, според Организацијата на електрични возила, потребно е да се обезбеди подобра инфраструктура и брзи полначи на повеќе локации и на автопатите кои за половина час би наполниле 80% од капацитетот на батеријата. Потрошувачката зависи од многу фактори. Ако се земе во предвид, значи зависно со кој тип на возило конвенционално споредуваме, дали со дизел или со бензин, зависно од типот на возачот, значи дали е агресивен или дали е посмирено вози, зависно од теренот на кој што се вози возилото, но меѓутоа некои овака анализи покажуваат дека соодносот на потрошувачката на електрично со класично возило е некаде од 1:5 до 1:10 соодносот. Од Факултетот за информацијски науки и компјутерско инженерство вела дека возилата најмногу трошат и најмногу емитираат јаглерод двуоксид при нагли забрзување и сопирање во сообраќајниот метеж. Во Македонија речиси 80% од возилата кои се возат се постари од 10 години, а само 2% се возила кои се ново увезени и имаат најмала емисија на штетни материи во воздухот. Местото на кое речиси секој викенд се случува некој настан или активност, школка во градскиот парк, ќе се реконструира. За овој зафат град Скопје од својот буџет има одвоено 200.000 денари. Градот Скопје распиша тендер за прибирање понуди за основен проект за реконструкција на школка во градскиот парк. Според она што градот Скопје го бара во техничката спецификација од изведувачот, ќе се санира и чисти бетонскиот дел од објектот. Ќе биде саниран подиумот со мермерни плочи од ист вид. Ќе се санираат и скалите со материјал од ист вид, како и другите површини. Исто така, градот од изведувачот бара да се провери исправноста на електричната инсталација и да се најде решение за заштита од оштетување на истата. Средствата за реализација на договорот за јавна набавка за реконструкција на школка се обезбедени од буџетот на град Скопје за 2018 година, а проценетата вредност изнесува 200.000 денари без ДДВ. Општина Бутал работи на поставување нова урбана опрема и детски реквизити во забавните паркови, а работи и на реконструкција и санација на повеќе локални улици и патишта низ општината.
Деновиве на територија на општина Бутел се изведуваат градежни работи за реконструкција, санација и рехабилитација на локалните улици и патишта, низ повеќе населени места, како и поставување на нова урбана опрема и детски реквизити на игралиштата. Улицата 3.1 во Визбегово е комплетно асфалтирана. Оваа улица е во должина од 190 метри и ширина 3,5 метри. Поради големите оштетувања кои ги имала оваа улица, досега превземени се неколку градежни операции пред да биде конечно асфалтирана, како комплетно вадење на долниот слој на улицата, тампонирање и нивелирање. Општина Бутел изврши санација на улични дупки во Белкамен и на селбата Радишани. Во изминативе денови се поставија новите детски реквизити на игралиштето во Скопје Север, на просторот помеѓу улица Бороменков и улица Гоце Стојчевски. А на овој простор се појавија и клупи, како дел од урбаната опрема на ова игралиште, кое е во целост опремено за најмладите жители. Нови клупи и канти за отпадоци се поставени и во населбата Скопје Север, а обновени се детските реквизити и во паркот на вториот влез во населбата Радишани. Традиционално, како и секоја година, денеска верниците го прославуваат празникот Голема Богородица. За подостоинствено одбележување на успението на Пресвета Богородица, на овој празник му претходи двонеделен пост. Денеска се прославува еден од најголемите христијански празници, Успение или Воскресение на Пресвета Богородица, меѓународно познат како Голема Богородица. Успение на Пресвета Богородица е голем христијански празник кај православните, католиците и протестантите, посветен на смртта на Марија, мајката на Исус Христос. Христијаните веруваат дека како и Исус и Богородица по смртта воскреснала и заминала на небото, како со душата, така и со телото. Оттаму и називот Успение, што значи искачување. Символиката на овој голем празник е да не се плашиме од смртта, бидејќи таа е само премин од еден живот во друг. Телото на Богородица било положено во громот на Гестиманската градина и врз отворот бил ставен голем камен. 3 дена апостолите пееле псалми, а од воздухот се слушало пеењето на ангелите. Третиот ден по погребот пристигнал апостолот Тома, кој сакал да го отворат гробот за да се поклони пред телото на Богородица. Апостолите му исполниле желбата, го отвориле гробот, но на општо изненадување телото не било внатре. Имало само некои погребни платна од кои се ширел пријатен мирис. Тогаш се јавила Богородица и им соопштила дека на третиот ден по погребот Исус ја воскреснал кревајќи ја на небото. Празникот Успение на Пресвета Богородица меѓународот е познат како Голема Богородица и се празнува на 28 август или 15 август по стариот календар. За подостоинствено одбележување на овој празник му претходи двонеделен пост, што започнува на 14 август, односно на празникот Свети Седум маченици Макавејски. 40% од слободното време македонците го поменуваат пред телевизор. Податоците од анкетата на Државниот завод за статистика ја прикажуваат традиционалната поделба на работите меѓу мажите и жените. Мажите поголем дел од времето го поменуваат на платена работа, додека кај жените домашните активности одземаат најголем дел од времето. Македонскиот граѓани најголем дел или третина од времето во денот го поминува на спиење. Статистичките податоци покажуваат дека 36% од времето го троши на спиење. На слободни активности отпаѓаат 22% од времето, по 10% на домашни активности и вработеност, 9% на јадење и пиење, по 4% на патување и школување и 1% на останати активности. Податоците од анкетата на Државниот завод за статистика ја покажуваат традиционалната поделба на работите меѓу мажите и жените. Мажите поголем дел од времето го поминуваат на платена работа, додека кај жените домашните активности одземаат најголем дел од времето. И кога се вработени, повторно жените предводат во домашните активности со голем процент. Вработените жени учествуваат со 14% за разлика од вработените мажи, кои учествуваат со само 5% во тие активности. Од времето кое жените го поминуваат на домашни активности, дури 37% е на подготвување храна, додека мажите за подготвување храна трошат 12% од времето.
Миењето садови кај жените зазема 16% од домашните активности, додека кај мажите 2%. Најмногу слободно време имаат лицата на возраст од 25 до 44 години, кои најголем дел од дневното просечно потрошено време е на работното место. Најмногу време за слободни активности имаат лицата на возраст над 65 години. Граѓаните во Македонија најголем дел од слободното време го поминуваат пред телевизор 40%, потоа на одморање, користење компјутер, дружење, шетање и пешачење. Времето утре ќе биде облачно со повремени сончеви периоди. Температурата на воздухот ќе достигне 29 степени. Од четврток повторно не очекува сончево време со пораст на температурите. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести на Прва Скопска. За повеќе информации следете на нашата веб страна и на социјалните мрежи Facebook, Twitter и YouTube каналот. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатна вечер.